Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас од Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Светиот архиерейски синод бдее над состојбите што се однесуваат во Македонија, особено во последниве месеци, од овие 2 години една сеопшта криза што се случува, што ја најде нашава татковина библиска во наша Македонија. И морам да кажам дека Светиот Синод поради тоа на една од своите седници имаше посебна точка од дневниот ред што посвети токму на кризата што е создадена во Република Македонија и даде соопштение по прашањето на кризата. Ставовите се следни: дека треба да се запази целовитоста или унитарноста на Република Македонија и нејзиниот интегритет и исто нејзиниот суверенитет, да се заштити името на државата и името на нацијата и сите белези што ги поседуваме ние македонците како народ, но и сите белези на нашата држава, а особено тука се однесува на химната, на знамето, на јазикот, што е првенствено и најзначајно нешто, на нашата култура и на сите посебности што ги имаме ние како народ, како нација, македонците. И исто така посвети внимание и на тоа дека да се надмине оваа криза, потребно е да се дојде до некакво помирување, за жал, во конкретниот случај, меѓу македонците, односно македонските партии, кои се сега една што се вели во позиција, другата во опозиција, наспроти албанските партии, кои се по прашањето на каузата албанска секогаш истомислени, имаат своја стратегија, имаат своја платформа, за жал и ваква каква што е погубна за македонскиот, ова најновата направена од Тирана против нас македонците, против името наше македонско, против суверенитетот на Македонија, против интегритетот на државата наша и така натаму, и против се она што е, би рекле ние, македонско. Од таа платформа произлегуваат многу нешта со кои се обезличува и земјата, и нацијата, и државата, и ние како народ, се разбери, и така натаму. И конечно дека во таа насока апелира Светиот Синод да се дојде до помирување, на подавање на рака и така натаму. И смета Светиот Синод, ако нема друго решение преку некое помирување што би дошло помеѓу македонците, македонските две клучни партии, ВМРО и СДС, треба да се оди на избори, за да се утврди точно колку нас не има во Република Македонија. Како вие го толкувате сето ова мешетарење и резултантата што имаме екс моменте ситуацијата, ова дестабилизација, што некој ја оркестрира и сака да ја продуцира? Горд сум што сум македонски владика. Прво, понизен пред Господа, бидејќи него му служам и служам на мојата македонска православна црква и на мојот македонски народ. И се гордеам со мојот народ, бидејќи овие 18 дена го слушам плачот на нивните срца и плачот на нивната душа, затоа што сите се загрижени за опстанокот на оваа наша прекрасна и убава света македонска земја. Злото кое секогаш дебне на Македонија, а тоа зло е македонското име, бидејќи македонското име им спречи на мнозина, не само на Балканот, и на европејците, и на американците, и на други
големи сили кои никогаш не подале рака за да му помогнат на македонскиот човек и да ја помогнат на оваа македонска земја. Ние живееме со нашите браќа албанци во оваа наша мултикултурна македонска земја и јас верувам дека ниедна друга нација во светот нема поголеми права како што имаат права албанците во Македонија, затоа што сум живеел во други мултикултурни земји и ги знам правата кои ги имаат доселениците таму. Како што рече митрополитот Петар, и тоа е мислење на целиот архиерејски синод на нашата Света Македонска црква, се молиме катадневно, бидејќи сега се наоѓаме во пост и секое утро и секој вечер сме на богослужбите и се молиме за мир и спокојство, да се вразумат сите оние што сакаат да растурат оваа прекрасна и убава наша Македонија. Овој наш народ треба да се крене цврсто со својот глас и да каже дека од ништо не отстапуваме што е македонско и дека треба да се направи без поговор една платформа македонска во која ќе се стави не само црвената, туку и жолтата линија, дека понатаму во Македонија не може да се менува ниту име на држава, ниту име на нација, ниту име на јазик, ниту име на црква, ниту ништо што е македонско, од тоа не сме никој да отстапи и ние еден народ што живее тука. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас од Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија.